Љубов за сите се минутиве кои следат. Нашата втора прекрасна гостинка ова утро, Јулија Мациевска, мојата драга пријателка, колешка, мајка на единствената Андријана Мациев. За жал, прерано се пресели од другата страна, но остави толку многу нешта вредни за сеќавање и токму минутиве ги посветуваме на нејзе, на твојата Ан. Добре ни дојде, Јуле. Благодарам, Сузе, за поканата. Еве со повод на вистина после долго време кај тебе на вистина ми е драго заради тоа што долги години другаруваме, се познаваме и причина еве за ова гостување овдека во ова утро е токму оваа книга која што ја држиш сега во рацете. Тоа е вториот алманах Љубов за сите, посветен на мојот жив ангел небесен Андријана, како што јас наскратено си ја викав Ан, Анчи. Имаше многу имиња кратеници од луѓето кои што ја сакаа, кои што ја обожаваа. И еве сите знаете дека 2 години водевме битка Голгота со канцерот. За да Андријана со тешко срце, суза зборува, мислите ми се мешаат и ми се прекинуваат кога морам ова да го зборувам за своето дете. Не напушти, но јас секогаш велам, еви пред некој ден ме сретна една пријателка, вели Јулија, да ти изразам сочувство за Анчи. Многу ми е жал. Јас си велам, па не, викам, зашто сочувство да ми изразиш, а не жива. Значи, буквално, моето дете за мене е живо, заради тоа што долги години, да кажам, на патот на себе спознанието, човек чита, учи, дека животот не завршува овде, дека животот продолжува. Ние сме бесконечни и смртта како таква не постои. Но за да го примиш тоа како сознание кое што ќе те води низ животот, не е така едноставно. Значи, прочитаното и искуството се 2 различни работи. Андријанче остави големи дела, кои што се многу драгоцени и едноставно кога човек, всушност мајка, ќе го изгуби своето дете, таа изгубила се во животот. Значи, ја изгубила целта на своето постоење. Едноставно ти се руши светот, затоа што ние буквално живееме за своите деца. И кога тоа е едно единствено дете, јас имав едно дете, ќе замине, тогаш едноставно не си на нула, не знам, 100 скалила испод нула. Да. Жал, да ти речам дека ми е жал, не знаеш колку многу ми е жал, особено затоа што сосема случајно јас бев во моментот кога да, се среќававме по ходниците. Кога се случи да не напушти Ани, токму сакав да влезам да ја посетам, меѓутоа не успеав да ја посетам за последен пат. Се среќававме по тие ходници на тие онколошки спратови, каде што навистина секој човек ја бие битката со опаката болест, како што ја биевте и вие 2 години, чинам дека траеше битката на Ан, така нели? Деновиве скандалот со онкологија ги погоди сите луѓе, семејствата на луѓето кои што имаат сега пациенти болни од канцер, но и оние кои што веќе за жал ги изгубиле своите блиски. Неблагодарно ми е да те прашам дали ти се посомнева некогаш во делотворноста на лековите кои што ги примаш, Ан? Па, Сузе, јас во оваа пригода не дека не можам, не би сакала да зборувам, бидејќи многу би се проширила темата,
Јас би сакала само да кажам дека таму исто работат луѓе кои што се многу одговорни, да речем, за својата работа, зашто тоа е многу тешка работа и неблагодарна работа, затоа што се среќаваат со пациенти од најтежок вид, нели? И секој пациент ја бие својата битка. Јас немам сила да зборувам за одредени пропусти кои што јас ги видов, да речеме, но ги доживеавме на некој начин. Но сега ова, како да кажам, не можам да го... Едноставно, не можам да зборувам за тоа што би можело да се направи плюс од она што се направи. Заради тоа што секогаш останува прашањето, заре мораше така да биде, заради тоа што одредени, секој пациент е индивидуа за себе. Јас не можам да кажам што се правело, зашто во таа еуфорија ти само си во трка, во борба за секој ден за животот. Поготово на своето дете, кога се работи за дете. И секако дека имам некои, како да кажам, согледувања, заради тоа што кога ќе си таму, ти едноставно, како да кажам, читаш се, гледаш се информации, што на кој начин, како може. И Андријанче беше често гостинка на сите емисии, да речам, контактни, и сите ја знаја каков борец е таја, заради тоа што навистина она беше една свесна личност која што многу работеше на себе, која што навистина сакаше да се избори и да победи во таа битка, заради тоа што имаше зашто. Таа беше девојка со собствени визии, со цели, со многу љубов кон нас, беше мајка, таа е мајка, значи, така да имаше зашто да живее, кога луѓето ќе речат, нели, па дали имал некој доволно волја за живот. Јас знам каква волја имаше таа. Никој повеќе од неа не носеше и не ја покажуваше, еве и на фотографиите кои што цело време имавме можност додека ти зборуваше за неа да ги гледаме, како и нејзините дела, се забележува таа нејзина огромна желба за живот, таа волја, таа енергија по која беше препознатлива, особено по нејзината насмевка. Јуле, што се ќе се случува во четврток во домот на армијата? Настан кој што ти го наслови како љубов за сите, токму така е насловен и овој алманах на Андријана Мациев. Андријана Мациев е уметник кој што за својот краток, би рекла, животен век, само 41 година, остави многу дела, освои многу награди, имаше повеќе од 25 самостојни изложби во земјава и надвор, пошироко во регионот. И нејзините слики, како што велиш ти, за тебе се бесценети, не постојат пари за кои што ти би ги отугила сликите кои што сега се веќе поставени на твоите ѕидови, но ќе можат од третиот циклус во четврток да ги проследат и најновите, односно невидените дела на Андријана. Сузе, Андријанче остави многу дела. Ова сега што се случува, значи, љубов за сите, таа идеја едноставно ми светна и ова е четврта, да речам, манифестација од таков вид. Лани, во нејзина чест, значи, тој настан или таа манифестација, би ја нарекла, опфаќа изложба на нејзини дела, промоција на алманах. Лани беше промовиран првиот алманах Љубов за сите од песни и прозни дела кои што ми стасуваа секојдневно за Андријанче откако ја напушти ова реалност. Исто така, значи, ова го издадовме, овој алманах првиот го издадовме за 40 дена од нејзиното заминување и имаше голема изложба на Факултетот за ликовни уметници, каде што, значи, беа изложени преку 50 дела нејзини. Поетите рецитираа песниците, овие знаени и незнаени, познати и непознати, значи овдека има во оваа книжка има 50 автори на дела кои што ми пишуваа сами инспирирани, значи мене ми стасуваа песните, јас ги објавував секој ден на Фейс и така преживеав тие 40 дена кои што беа многу тешки за мене.
И лани ова издание излезе од издаваштвото Графопром од Битола, значи на Гордана Такец, што сум многу благодарна. А оваа година, бидејќи навистина јас се подигам се уште и емотивно и финансиски, ми помогна една шака луѓе кои што се исто така мои добри пријатели, за да излезе и овој втор алманах, кој што има преку 120 писанија поетски и прозни за Андријанче, кои што ми стасувале просто како одговор на моите прашања или барања на тоа да се поврзам со душата на моето дете. И буквално преку овие песни добивав одговори. Кога ги прашував авторите на овие книги како имаат толку инспирација да пишуваат, тие ми рекоа: Јулија, едноставно, значи, седнувам и пишувам, нешто ме води, некоја сила, заради тоа што буквално овдека е опишан еден наш живот, многу интересно дело, значи за сите оние кои што ќе го читат, многу голема поука за животот после овој живот. Значи, како тој паралелен свет постои, буквално ги чита нашите мисли и се добиваат одговори. Значи, овдека има автори, уствари сите автори, никој нас не живеел со нас, никој не бил со мене близок или со Андријана. Тие знаејќи не од јавноста, значи, тука има писанија како да живееле со нас. Значи, буквално кога јас, да речеме, во некој момент ќе побарав, ќе се пожалев или ќе кажав колку ми е тешко, ќе плачев, ќе бев во голема болка, ќе барав одговор од моето дете, стасуваше песна во истиот момент. Да. И тие песни ги објавував на Facebook. И како ги објавував, значи, еве овдека и има автори, морам да кажам, и македонски, и српски, од разни, значи, мои Facebook пријатели, кои што буквално, значи, пишуваа од срце и со љубов. А љубов за сите и што не ја познава. Да. А љубов за сите, морам да кажам, зошто носи овој алманах љубов за сите, заради тоа што Андријанче сите постови своји кои што ги пишуваше, ги завршуваше со љубов за сите. И кога лани го спремавме првиот алманах, како ќе се вика, јас реков ќе се вика љубов за сите, затоа што таа сакаше навистина и ја ширеше љубовта и беше љубов, беше една невина душа, една душа толку чиста, да речам, која што остави траги кај сите, па и за тоа ова енергија која што се слива така за нејзи. Незината душа, незината енергија и незините бои и талент се трајно овековечени и во клиниката за онкологија на Дзидовите, помеѓу двете ординации каде што чекаат пациентките кои што се соочуваат со канцер на дојка, така да ако ве однесе животот таму и ако некогаш сте придружба некому или можеби по било кој друг основ одите и се најдете во тие ходници, ќе ги забележите нејзините бои, нејзината енергија, подпишана е секако таму. Балончиња, да. Балончињата подпишани се. Има изреки од Луиза Хеј, кои што го поттикнуваат животот. Таа беше неколку години пред да се случи тоа, значи, цртаа ликовни уметници за да ја украсат онкологија и да им го разубават животот на тие пациенти. И кога ние прв пат отидовме таму и кога завршивме таа во количка, кога отидовме, кога го видов, вика: мама, не ми се верува дека пред некоја година ова го цртав, а сега јас, вика, дојдов овде. Значи, животот е навистина непредвидлив. Јас сега морам да кажам, Сузе, дека ја пишувам нејзината автобиографска книга, значи ги следувам сите податоци што таа започна книгата да ја пишува, и таа ќе биде уште поинтересна книга, бидејќи во нејзе навистина ќе има едно отворено четиво за тоа која е Андријана Мациев. Освен таа таму себе си не се возвишува како голем уметник и покрај тоа што беше голем уметник, дипломиран, значи академски сликар и графичар, заврши во класата на професорот Малиданов. И морам да кажам дека таа таму навистина ја отвара својата душа и всушност секој што ќе ја прочита таа книга ќе свати како се добива канцер и зошто се добива, дека канцерот не се добива од храна и не знам од лош воздух, тоа се емоции, тоа се потиснати чувства за кое што таа навистина беше свесна, но она беше
една многу повлечена, да речем, една тивка особа и покрај тоа што јас многу ја познав, родителот сака нели своето дете да биде отворено, ама детето некогаш сака да го поштеди родителот, не заради тоа што не сака да каже или заради тоа што Андријана беше навистина многу, да кажам, можеби и премногу заштитнички кон тебе. Заштитнички кон сите, знаеш, и заради тоа некои работи се случуваат онака тоа кој ќе букне, а ако се нема доволно сенс, зашто ова е многу чувствителна состојба кога човек ќе добие канцер. И тука навистина треба максимална посветеност и од дома, ние бевме многу посветени, јас бев 24/7 што се вика за незе, но и други инстанции од општеството, значи треба да бидат навистина вклучени максимално. Да. Јуле, времето не ни дозволува да го продолжиме разговорот, но со задоволство ќе ја проследиме таа нумера која ти ја напише и ја посвети токму незе, песна изведена на еден наш фестивал. Да, јас само да кажам, Сузе, дека значи на Андријанче на 16 септември и е роден ден. И е роден ден. И сега ова 2 дена пред 16, значи пред роденденот ќе се одржи манифестацијата Љубов за сите. Ги поканувам сите да дојдат, сите што се не само од уметничката фела, луѓе кои што сакат да дознаат нешто повеќе, луѓе кои што навистина сакат да и го почитуваат делото на Андријана Мациев. Ќе има пригодна програма, значи ќе се читаат стихови, ќе има пригодна убава музика, пригодна за таа програма, ќе имаме торта, ќе пееме Happy Birthday, ќе имаме балони, значи ќе има се да се прослави роденденот на Андријанче. А еве во тој контекст јас навистина ти испратив една песна која што се вика Слава тебе Господи, ми дојде буквално како промисла да ја напишем во слава на Бога, бидејќи со Андријана никогаш не хулевме по Бог и не мислевме дека тоа е Божја казна. Едноставно, таа замина заради тоа што има многу поголема божествена мисија, но за сето тоа јас ќе пишувам во другите книги, кои што всушност ќе ни го доловат животот во духот после ова, да речеме, реалност која што ние живееме, а сме само гости на овој свет. Така, Јуле, многу ти благодарам. Ќе се видиме во четврток на настанот, во пресрет на незиниот роден ден. Бог да ти дава сила за многу нешта, да ја сокриеме од заборав, да живее споменот за Андријанче и незините слики секогаш да бидат потсетник за незиниот гениален талент кој што таа го поседуваше. И еве, ова е, значи, исто само каталогот да го покажам. За гледачите, ова е, значи, поканата за незината изложба. Ќе бидат изложени дела од 3 циклуси, и тоа да не заборавам, сакам се да кажам одеднаш, Живот во бој, женски приказни, и последниот циклус Шарени вибрации, Разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се. Нека е вечна слава и верувам дека знае колку многу ја сакаш и колку многу нешта создаваш во нејзино име, каде што таа застана, ти продолжуваш.